Пред почетокот на Балканските војни, во Беровската околија која имала извонредно важна геостратегиска положба за македонската револуционерна организација, низ целиот период на нејзиното обстојување дејствувале една околиска чета и три помали местни чети. Русинската чета, предводена од Коста Трајанов, Беќаре, Владимирската чета, предводена од Сава Христов, Младеновски, и Беровската, предводена од Дудуков и бројни членови на селските комитети и припадници на селската милиција. Бројот на револуционерните чети во околијата на денот на објавувањето на мобилизацијата од страна на Бугарија пред војната на 1 октомври 1912 година се искачил на 34. Споредувајќи ги историските извори, записите на современиците на настаните, води кон заклучок дека во време на војните населението во Берово и во целата околија, иако со радост го очекувал крајот на османското владење, не било толку воодушевено и не ги прифаќало без резерва оние кои пропагирале дека слободата на Македонија ќе ја донесе Бугарија. Таквата атмосфера беровчанецот Атанас Раздолов, кој се вратил од Бугарија во Берово по првата Балканска војна, ја протолкувал со познатата алегорична мисла од трн на глог. Со тоа сакал да им навести на местните жители колку ќе им се подобри положбата со променување на власта. Обврските за мобилизација ги потфатиле беровци и од турската и од бугарската страна. Кај местното население во Берово, од секогаш се негувал добриот соживот без разлика на вера и националност. И тоа меѓусебно почитување и толеранција многу допринеле за преовладување на разумот на обичниот граѓанин и да не си нанесат меѓусебни повредувања и штети. Односно, немало никакви реакции на освета или било што во негативна смисла кон муслиманското население и по отпочнување на војната, тоа започнало мирно да се повлекува кон Струмица. За време на Првата Балканска војна, Берово и Беровско не претрпеле некои големи разрушувања, бидејќи тука и не се воделе воени операции, но претрпеле економска штета, пред се направена со грабежите и палењето на христијанските куќи и одлекување на добиток при повлекувањето на турците, но и со одземање на истиот и од четите и од бугарската војска. Во Втората Балканска војна, во Беровската околија навлегла и грчката војска. Населението во овој крај најмногу настрадало од самоволијата и теророт на таа војска. Тоа било забележано и од Карнегиевата комисија. Во таа војна како бугарски војници претежно на бугарско-грчкиот фронт загинале 9 беровчани. Тоа биле Гошо Скендерски, Митко Скендерски, Андон Глигоров Илиовски, Јован Илиовски, Јован Дупкарски, Глигор Маџов, Митко Симески и Глигор Велковски. Балканските војни имале негативно влијание и во континуитетот на школувањето на младите беровчани. Со Букурешкиот договор од 1913 година била определена и граничната линија меѓу Србија и Бугарија, која била повлечена низ Малешевските планини и Огражден. Малешевијата останала под српската окупација, со исклучок на дворишките маала и голем број малешевски колиби и имоти останале под бугарска окупација. Токму во тие колиби на Туртела пребегале голем број мажи од Берово, за да го одбегнат регрутирањето во српската војска, а псењата, малтретирањата, чекајќи го повлекувањето на србите од Малешевијата. Присуството на определена српско-бугарска линија ќе им донесе неволји на беровчани и на сите малешевци. Во превземените мерки од страна на србите да си ги обезбедат своите позиции и власт, биле собирањето на оружје од населението, заплашувањата, малтретирањата, прогон и убиства на беровци и малешевци, кои соработувале со бугарските административно-управни власти, како што бил случајот со Павле Дудуковски, кој по суровото тепање и малтретирање бил фрлен во еден бунар во близина на Пехчево. Такви случаи имало и во пролета 1915 година, кога биле убиени беровчаните Нико Тренов, Ефрем Чиплаков и жената на еден поп. Убиството и тепањето на тие лица се случило во црквата Света Богородица во центарот на градот, која тогаш била во изградба и ја имало само дрвената конструкција. Во оваа група малтретирани беровчани
се наоѓале уште две жени, Елена Зогравска и Параскева Кацарска, поради тоа што нивните мажи, Гаврил Зогравски и Михаил Кацарски, избегале преку српско-бугарската граница. Всушност, тие со една поголема група мажи од Берово се наоѓале на местноста Туртела. Одговорен за снабдување со храна и за одржување на редот на оваа група бил Стратомир Кацарски и поради тоа бил наречен мајор. Тој прекар му останал до неговото загинување 1944 година, но и цела фамилија го добила прекарот мајорови. Таму се затекнале и на 2 август на Свети Илија. Не можејќи да присуствуваат на празнувањето во Берово, тие организирале празнување на Туртела со колење на добиток како курбан и направиле заеднички ручек. По завршувањето на Првата светска војна, Берово и Беровската околија останале како наисточна страна, наисточен дел од Македонија, кој што се нашол на српска територија, нели освоена територија од страна на српските војски по војната, на српско-бугарската граница. Исто така, српско-бугарската граница и од јужната страна го опфаќала Беровскиот крај. Тоа било една состојба се додека во 18-19 година траеле подготовките за одржување и одржувањето на мировната конференција по војната. По подпишувањето на мировниот договор во 1919 година, јужната граница има промена, односно струмичкиот крај од бугарска власт преминал во српска власт, така да јужната граница поприлично се оддалечила од Беровската околија. Со формирањето на кралството СХС, Берово административно било дел од Брегалничкиот округ, како дел од Малешевската Беровската околија. Во околијата имало 4 општини: Беровската, Пехчевската, Владимирската и Митрашинската. Во општината Берово, покрај градчето Берово, влегувале и селата Ратево, Двориште и селото Смојмирово. По Првата светска војна, воспоставената српска власт во Берово во својата администрација вклучувала лојални личности од местното население. Например, од 1920 до 1923 година председател на Беровската општина бил Ефтин Биковски Бико, а кмет на градот Димитруш Крковски. Потоа председател на општината бил Илчо Марковски, кмет бил Кочо Штрбевски, а во времето на диктатурата Јован Двојаковски. Во подоцнежниот период од постоењето на кралството на Југославија, по атентатот на кралот Александар, согласно променетата политика на кралството и премената на новата тактика набележана од Жика Лазич, да се привлекуваат на различни начини и до тогашните противници на српската политика. За председател на Беровската општина бил избран Атанас Ролевски, а за кмет на Берово бил избран Глигор Дончев. Брегалничкиот округ, како една од најисточните страни на кралството СХС и погранична област која што била подложена на честите навлегувања од страна на четите на ВМРО преку границата, значи имала силна концентрација на војни, жандармериски и други безбедносни служби од кралството СХС. Тоа се одразило и на состојбите и на животот во Берово. Во Берово во првиот период од воспоставувањето на српската власт веднаш биле сконцентрирани од војните српски сили 3 вода кои што биле сместени во старата турска касарна на ричето Јуовец. Исто така бил сместен во Берово и 6-тиот жандармериски вод со 23 жандарми и 1 официр. Но тоа било само една
почетна ситуација која што понатака значи ги зголемувала присутноста особено и на офицерскиот кадар, потоа и на чиновничкиот кадар. Биле донесени и чиновници за да учествуваат во административните служби, административната власт Срби, но биле донесени и црногорци. Власта покрај овие административци во службите ангажирала и луѓе од местното население кои што нормално биле расположени да бидат лојални и да ја поддржуваат таа политика на власта. Оваа концентрација и присуство на офицерски кадри, на војнички, на жандармериски кадри во Берово ќе се одрази целосно на сите аспекти на животот во градот. Во одредена смисла, било тоа и позитивно, затоа што тие доаѓале тука да живеат со своите семејства, така да се измешале и културите на живење, се измешале и влијанијата во однос и на гастрономијата, во однос и на модата, во однос и на некои други навики во секојдневието. И нормално кога се живее во иста средина, луѓето во секојдневието си воспоставиле некои коректни соседски, пријателски односи. Од друга страна пак, властите сериозно се заложиле, односно имало една сериозно ангажирана политика за докажување на српскиот карактер на местното население. Еден од тие ангажирани луѓе кои што властите ги донеле во Берово бил и учителскиот надзорник Јеремије Павловиќ, кој што ова негова задача сериозно ја одработил на теренот, правел големи истражувања за битот на населението, за историјата на крајот и сите тие негови истражувања на крај ги објавил во еден труд Малешево и Малешевци. Покрај тоа што имал таква задача, ова негова книга има многу корисни резултати и за денешните и научни и стручни истражувања и ако се навлезе посериозно во суштината на тоа што Јеремије Павловиќ го напишал, може да се заклучи и од аспект и на наука и на стручност дека всушност тој не ја одработил својата задача, туку многу често ги укажувал разликите на местното население од она што карактеристики на српскиот народ и на некој начин ова е корисно во полза на македонскиот карактер на населението во Берово. Меѓу инцидентите што се случувале во пресметките на ВМРО со српските власти бил и еден настан од 7 март 1923 година, кога група четници фрлиле 2 бомби во куќата на Ефтим Биковиќ, општински касиер во Берово и Солунец. Бомбите се одбиле од железната мрежа на прозорецот и експлодирале во дворот на куќата, без да предизвикаат жртви. Во периодот меѓу двете светски војни, во Берово биле изградени и нови цркви. Во центарот на градот 1923 година била завршена изградбата на црквата Успение на Света Богородица. Таа почнала да се гради пред Првата Балканска војна 1911 година. Црквата била осветена на празникот Свети Димитрија на Митровден 1923 година во присуство на Злетовско-Струмичкиот епископ Серафим. Звоното на црковната камбарија било подарок од кралот Александар Караѓорđević. Во 1922 година, во близина на Берово, на темелите на старата црква од турско време, во близина на изворот на Света вода,
била изградена новата црква Света Богородица Балаклија. Берово се наоѓа во етнографскиот предел Малешево, во источниот дел на Република Македонија, еден од најбогатите етнографски региони во смисла на одржување на традицијата, во смисла на одржување на обреди кои што се многу значајни не само за локалното население, значи за жителите на градот Берово, туку и прошироко. Особено е значајно тоа што во овој етнографски предел се задржани обреди кои што имаат длабоки корени во смисла на време на одржување и во смисла на верување на народот во значењето за нивното изведување. Така ќе ги споменам, односно обредите кои што се одржуваат за празникот Голема Богородица и празникот Илинден, а се поврзани со жртвопринесувањето, односно курбанот. Тоа е жртвопринесувањето, односно курбанот, е обред кој што е многу раширен на целата територија на Македонија. Не зборувам само за Република Македонија, туку за етнографска, односно за етничка Македонија, кој што обред сметам дека представува една црта на идентитетот на македонците. Сега кога станува збор за Берово, во овој град се одржува, како што споменав, обредот курбан за време на празникот Голема Богородица, односно на 28 август. И можам да кажам дека ова е еден од ретките обреди кои што се поврзани со градската средина, односно го изведува градската заедница, и тоа многу одамна, и што е, како што споменав, е врзано со верувањето на луѓето. Има легенди кои што кажуваат, го оправдуваат практично жртвопринесувањето за време на овој празник, а секако дека празникот, односно жртвата, е посветена на самата Мајка Богородица. Морам да кажам дека е многу важно верувањето на луѓето во моќта на оваа светица, меѓутоа и во верувањето дека доколку не се поднесе жртвата, тогаш може да се случат лоши работи и за заедницата и за поединци. Во тие 22 и 23 година била подигната и црквата Свети Тодор, на местото каде претходно била ископана иконата на Свети Тодор, кој бил заштитник на Берово. До таа црква биле преместени и градските гробишта, кои дотогаш се наоѓале во близина на црквата Свети Георги на излезот од Берово. Имотите на црквите и манастирите им биле оставени од властите со исклучок на мал дел од имотот што бил одземен таму кај што се правеле патишта. Всушност, дел од патиштата минувале низ манастирскиот имот. Сестринските заедници од Беровскиот манастир имале многу солидни приходи од градините и овоштарниците покрај реката Брегалница во околината на манастирот. Сандаците со пчели, водениците на реката Брегалница веднаш под манастирот, имотот, ливадите и пасиштата во Малешевските планини, во местноста Туртела, каде чувале добиток, најмногу овци и говеда. Црквата во тоа време организирала собирање доброволни прилози за најразлични случаи, за помош на рускиот народ поради последиците од револуцијата, за Вишата руска семинарија во Париз, за Херцеговското земјулска црква на денот на Црвениот крст, редовно за сиромашните, сирачињата, хендикепираните лица и земала учество во други хуманитарни акции. Во разни хуманитарни и доброволни акции учествувала и сестринската заедница од Беровскиот манастир. Меѓу младите беровчани, па дури и во целата Малешевија, бил голем интересот да се школуваат за идни свештеници. Во 30-тите години од 20-тиот век, тие се школувале во православната богословска школа во Битола, имало студенти на Теолошкиот факултет во Белград и еден студент по име Стојан Гошевски од Берово на Теолошкиот факултет во Атина. Непосредно пред распаѓањето на кралството Југославија, беровчаните Мико Кацарски и Ахил Теохаров биле меѓу малешевци што се школувале на богословијата во Призрен и во Битола. Српските власти на секој начин се труделе да ги имаат за поблиски до себе свештените лица, па дури и активно ги вклучувале во политичкиот живот.
Таков бил примерот на свештеникот Илија Кацарски, кој бил ставен на изборните листи на парламентарните избори 1923 година. Свештениците доброволно или под принуда членувале и во Сдруженијето против бугарските бандити. Членовите на одборите и пододборите на ова здружение требало да дадат заклетва пред еден свештеник, зашто од архиерскиот наместник Илија Кацарски бил определен поп Ефтим. Истиот тој свештеник од Берово, во својство на архиерски наместник на Малешевската околија, бил еден од говорниците на големиот митинг од 7 мај 1926 година, одржан во Берово со цел да се искаже антикомитското расположение на населението од Малешевијата, а по повод атентатот извршен во Струмица на 1 мај од терористите на ВМРО. Свештениците интерпретирале побарање на верниците пред српските административни и воено-полициски власти да престанат малтретирањата на поедини жители од Малешевијата, вклучително и на Берово, обвинувани најчесто за соработка со четите на ВМРО. Во Берово се одразил и парламентарниот живот од Кралството Југославија, и тоа многу интересно, бидејќи за време на предизборните подготовки, значи биле активни партиите кои што се кандидирале на изборите и на овој терен, дури и извлекувале кандидати на кандидатските листи од граѓаните од Берово. Еден од најпознатите беровчани кој што влегол на листите и влегол потоа, значи бил избран на изборите во февруари 1925 година, бил избран и за народен пратеник во Народното собрание во Белград, бил беровчанецот Глигорije Дракаловиќ. Глигорije Дракаловиќ, иако бил наклонет кон, благонаклонет кон политиката на властите, иако не бил ориентиран кон поддршка на четите на ВМРО, значи тоа е периодот кога е најизразена и најсилна и најжестока борбата на четите на ВМРО со српските чети во целиот Брегалнички округ. Оваа состојба на вознемиреност на безбедносните служби на власта и присуството на четите на ВМРО и случувањата некаде и до вооружени судири дополнително ги иритирала властите, и тоа се одразувало врз животот на населението во целиот Брегалнички округ. Дракаловиќ сепак коректно и доблесно, значи, кај него била изразена она роднокрајна љубов и човечност од секогаш, и тоа ќе се покаже понатака и последните негови потомци. Одреагирал со едно отворено писмо кое што го упатил до министерот за внатрешни работи на Кралството СХС. Писмото било објавено во весникот Новости во летото 1925 година. Дракаловиќ жестоко ги критикува српските чети, односно така наречени контрачети, за нивното однесување, и го обвинува жупанот на Брегалничката област Добрица Матковиќ како непосредно одговорен за целата состојба, за тоа што тие српски чети си дозволувале толкава раскалашеност во своето однесување, такви бруталности, што навистина сериозно страдало многу местното население во Берово и околу Берово, значи во целата таа област. Во периодот меѓу двете светски војни, во Берово и Беровско немало електрично осветлување. Осветлувањето на домовите, на колибите било претежно на газија или на свеќи. Улиците биле осветлени со улични фенери, за кои што имало задолжено посебно лице
фенерџија, кој што приквечер одел и ги палел еден по еден сите фенери. Од семејството Штрбевски од Берово произлегла идејата, иницијативата, но и активноста да се направи обид во Берово да се искористи водената енергија и за да се постави една мала електрична централа која што ќе ги задоволува потребите, ако не повеќе, барем да го осветлува градот. Изградбата на таа хидроцентрала започнала во 1941 година и тоа е еден културен споменик, можеби сега во Берово, од кој што уште еден мал дел остана и е заштитен во денешно време, значи може да се види, остатоците да се видат во склопот на хотелот Манастир во Берово. Беровскиот крај спаѓал во оние краеви од Македонија со релативно неплодно земјиште и неповолна клима за доходовно земјоделство. Но и покрај неповолните природни услови, најглавно занимање во Малешевијата, па и на беровци, било земјоделието, за разлика од порано кога главното занимање било сточарството. Во тој крај, речиси постојано имало недостиг од зрнеста храна и градинарски производи, па затоа беровци ги купувале дополнително на пазарите во Струмица, Виница и Радовиш. Најчесто во исхраната на луѓето се употребувало ржаното и пченичното брашно, чисто или помешано од двете, а пченкарното брашно понекогаш се додавало во пченичното за подготвување на лебот, но и за подготвување на посебно јадење, качамак и праженица. Од градинарските култури најмногу се засадувал компирот, кој до денес е познат по својот мощне добар квалитет и вкус. Покрај земјоделството и сточарството во Берово било развиено и занаечиството. Од занаетите кои ги имало во тоа време на турското владење, опстојувале ковачкиот, кујунџискиот, шивачкиот, чевларскиот, самарџискиот, грнчарскиот, фурнаџискиот, касапскиот и други. Во овој период во Берово имало 11 ковачи и 4 лимари, 8 самарџи. Тука поминувале патувачките калајџии, најчесто од Крушево. Во Берово имало и неколку шивачки. Во летото 1927 година, друштвото Сингер, Борн и Комп во Берово отвориле свој приватен курс во траење од 15 дена за обучување на девојките во уметничко везење. Од Берово се пријавиле 20 девојки и жени. Од тука се гледа и поддршката на родителските женски деца да се еманципираат и самостојно да се обезбедуваат материјални средства за екзистенција, што за тогашно време било мощно ретко во повеќе краеви од Македонија. Берово во тој период, па и подоцна, како погранично место не било вмрежано во поважните комуникации. Меѓувоениот период од Берово до некое поблиско место се одело пеш или со коњи и пајтони, по макадамски патишта. Беровчанецот Јованчо Кацарски во 20-тите години на 20-тиот век со купувањето на 2 автомобила од марката Форд станал главен превозник на патниците до другите места во околијата и со соседните околии и станал закупник на поштата. Но меѓу беровци е општо познат и автомобилот на Гавро, кој бил руски емигрант. Во почетокот на 30-тите години од 20-тиот век, во Берово бил организиран и автобуски превоз. Први возачи на линијата Берово-Кочани биле неколку руси емигранти – Гавро, Ефрем и Андреј. Поштата во Берово била сместена во куќата на Киро Калајџиски и Јован Биковски, но Берово и Малешевијата уште од поранешниот период биле поврзани со телефон и со телеграф. Берово, иако било мало градче, сепак во него се одвивал вистински еснавски чаршиски живот. Во неделите и во другите поголеми христијански православни празници, по излегувањето од црква, мајсторите, занаечиите, трговците, чиновниците, односно чаршиската елита, обично седнувала по кепенците пред затворените дуќани, во кафеаните или пред нив и разговарала за политиката, за животот во Берово и околијата, за трговијата, за берикетот, за минатите времиња, за војните и за многу други работи. Берово, иако било мало градче,
сепак имало многу развиен кафански живот. Многу интересно е, во толку мал град, значи имало активни 10 кафани, и тоа со сериозни придружни содржини за забава. Беровчани и тогаш заедно со новодојдените административци и официри и војници и жандарми, значи живееле еден навистина чаршиски, и тука се живеело еснавски живот. Секогаш после службата во црква, дали било тоа во недела или на поголемите православни празници, луѓето после црква седнувале по кепенците на дуќаните во чаршијата, опуштено, пријателски разговарале за личните состојби, за политиката, за занаетите, за многу заеднички теми што се однесувале на нивниот живот, но понекогаш се случувале, и кога станувало збор за разговорите околу политиката, и малку тоа да биде и со поостар тон. Интересно е да се каже дека по ослободувањето најдобро работеле кафеаните, кои имале голема традиција уште од времето меѓу двете светски војни, кога во Берово имало голема концентрација на војни лица, војници, граничари, офицери, и тие ги обслужувале, дури за нив организирале и билјард сали, дури и куглани, имале 2 куглани во Берово, во 2 кафани, па да кажам дека имало и јавна куќа. Во културата на живењето на беровчани навлегол поорганизирано и спортот. Од тогашните спортски игри меѓу првите почнал да се игра фудбалот. Првата вистинска фудбалска топка била донесена од Милан Марковски при неговото враќање од Солун по завршување на Првата светска војна. Тоа придонело за поголема заинтересираност кај младите за играње фудбал и во 1919 година бил формиран првиот фудбалски клуб Малеш. Прв председател на клубот бил Илија Кафеџиски. Првите години од постоењето на клубот, фудбалерите сами си обезбедувале облека и соодветни обувки за играње. Дури во 1938 година, благодарение на председателот на клубот, доктор Мишо Гојковиќ, била набавена комплетната спортска опрема. Тогаш било направено и фудбалското игралиште по пропис. До тогаш се играло фудбал на двојаковиот рид, по ливадите на Глигор Кафеџиски и на други места. За развој на овој спорт во Берово имале и српските граничари од српските чети. Потоа биле формирани уште 2 фудбалски клуба: Караѓорџе 1930 година и Слога 1932 година. Со тие активности Малеш се стекнал со поголемо искуство и углед и почнал да гостува на надпревари и во соседните градови и околии. Еден од начините за обезбедување средства за потребите на клубот бил преку формирање на културно-уметничкото друштво со драмска секција при клубот под раководство на учителот Глигорije Голковиќ. Српските власти посветувале големо влијание на развојот и на други спортови, особено на гимнастиката. Така уште од првата година од формирањето на Народниот универзитет во Берово, 1927 година, било формирано Соколско друштво и Стрелачка дружина. Соколските друштва имале и друга улога, односно развивале и пропагандна, културно-просветна дејност за србизација на младината од местното население. Во културата на живењето на овој период се задржале речиси сите народни македонски малешевски навики и обичаи, но се прифаќале особено од помладите нови навики и однесувања донесени и наметнувани во форми на различни начини од Србија и од другите краеви на Југославија. Тоа било забележано во облекувањето, начинот на комуникација, во изградбата на новите објекти и слично. Во првите децении од 20 век, во Берово претежно се живеело во типично македонски куќи, еднокатни или двокатни, од камен и плитар, изградени во крајот на 19 или почетокот на 20 век. Во Берово треба да се спомене дека покрај тоа што ги задржала основите
на староградската македонска куќа која што ја знаеме од 19. век насекаде во Македонија, има неколку карактеристични елементи и специфики кои што вредат да се споменат во оваа прилика. Например, Беровската куќа и куќата во Малешевија, во селските средини воопшто, е карактеристична по тоа што може да се сврсти во редот на куќи чардаклии или куќи на кат, најчесто со отворен чардак. Приземни куќи или куќи, изби или на едно душеме, како што се нарекуваат во овој крај, тешко се наоѓаат. Најстарите куќи се најчесто куќи на кат. Тоа значи дека во приземјето куќите биле градени со масивни камени блокови, а катот бил со скелетна конструкција наречена бондрук. Во приземјето, во првиот кат, најчесто се наоѓала и така наречената кашча, односно кујна, која што служела за подготвување на домаќинските работи, обврски околу исхраната и слично. И исто така имала по 1 до 2 остави или така наречен килер. Во погорните катови специфичен елемент за Беровската куќа е тоа што надоврзан на горниот чардак, на горните катови на чардакот, е така наречената гезентија или ѓузентија, која што всушност е трем под чардакот, кој што е затворен и служи за комуникација и врска со горните катови преку скали. Како што се движиме нагоре, доста карактеристичен следен елемент, затоа што и самата куќа е чардаклија, е елементот градителски чардак. Чардакот може во Беровската куќа и во куќата во Малешевија воопшто да се јави во неколку вида, но најтипичен е чардакот кој што има средишна поставеност. Односно се движи по целата длабнатина од челната страна на куќата до крајниот дел, а од лево и од десно се наоѓаат некогаш по 1, по 2 одаи од двете страни лево и десно. Исто така чардакот може да биде поставен во форма на буквата Т или во впишан крст, односно да излегува на 2 или на 3 страни од куќата. Најчесто е отворен. Во типичниот чардак за Малешевија, односно отворениот чардак, завршува на предниот дел на куќата, завршува со така наречен кошк, кој што всушност е исфрлен дел под стрејата и е затворен на предната страна најчесто со 2 или 3 прозори и исто така по еден прозор од бочните страни, и многу често во долниот дел завршува со амбарче, каде што се чувале житните култури. А во горниот дел, кај некои куќи, може да премине и во тимпанон или па како надвисната стреја покриена со керамити. Главната улица во Берово била тесна и со збиени една до друга куќи од двете страни на улицата. Дел од нив имале дуќани со дрвени кепинци и со дворови од задната страна. Во Берово имало и мегдани за собирање на луѓето за различни поводи. Тоа било место каде се собирале и младите и постарите беровчани. Најчесто младите играле оро, а постарите ги гледале и се фалеле со своите чеда и блиски, и ја користеле приликата да се видат, да си помуабетат и да уживаат во убавата музика и убавата гледка. Еден од најголемите мегдани, каде се одржувале веселбите, најчесто по повод празниците, бил Геринскиот рид, нарекуван и Јуруко, од левата страна на Брегалница. Потоа имало мегдан на местото на денешната автобуска станица, на десната страна на реката, пред тогашната патоновата влачарка, и уште еден од раскрсницата за патот кон Струмица, место наречено Кулата. Во Берово многу често се организирале веселби на отворено, со оро, пропратено со зурли и со тапани. За време на поголемите празници, Божик и Великден, доаѓале и останувале по повеќе денови, дури и недели, трубачките оркестри од Врање. Беровци ја негувале изворната македонска, малешевска песна при своите веселби. Во Берово имало и чалгиска дружина, предводена од чуениот мештанин Данчо Рунтевски. Заслужува да се спомене еден прекрасен музичар, се вика Данчо Рунтевски. Тој не е школован музичар, тој е само музичар. Исто и Ефтим Мановски Мано, и тој исто така.
Првиот Данчо свиреше на кларинет, а Мановски свиреше на тамбура, на прим, на тие работи. Нивните придонеси за музичкиот живот во Берово исто така се многу големи, огромни би рекол, затоа што ниједна свадба не можеше да се замисли без нивните свирки. Данчо имаше своја тајфа, музичари, тоа не ги споменувам сите. Свадбите они ги организира, иако многу не вежбаа, не пробаа како современите музичари, него тие беа се на работа, дали по планината, дали по полето. И се собираа само пред свадба. Можете да замислите дека по нивната свирка се познаваше во која фаза е свадбата. Дали се изведува невестата, нели? Дали се од дома или дали се воведува во новата куќа. Дали се оди по кумот и така натаму. За секоја фаза од свадбата постоеше свирка, како да речем, тематска свирка. А неговиот кларинет беше многу интересен затоа што имаше прекрасна боја на тонот. Заради тоа што тој нешто го преправил, му додавал некои работи. Тоа не знам што е, како е. Важно е неговиот звук, мене и сега ми звуи во ушите. Во текот на Втората светска војна, во Берово не се одвивале некои воени дејствија. Беровчани ги почувствувале последиците од војната како и сите други краишта во Македонија. Пред отпочнувањето на војната, будно се следел развојот на настаните. По нападот на Југославија од 6 април 1941 година, Југословенската кралска војска во Берово почнала да се повлекува, веднаш се распаднал и српскиот полициски апарат, а српската административна управа престанала да функционира. Во првите денови од војната, околијата ја напуштиле речиси сите жандарми, чиновници и учители. Така уште од првиот ден на војната, до воспоставување на бугарскиот окупаторски систем, во Беровската околија постоело безвластие. Промената на српската со бугарската власт предизвикала повеќе љубопитност и исчекување отколку некое големо воодушевување. Новодојдените власти превземале мерки за собирање на оружјето и беровчани го осетиле на својот грб и економското ограбување преку реквизицијата, спроведување на мобилизацијата на младите беровци во бугарската војска, што не ги исполнило очекувањето на некои беровци кои очекувале поголеми благодети од таа власт, одошто од оние што ги почувствувале од србите. Во Берово, како и во другите краишта што биле под бугарска власт, се превземале акции за спроведување на политиката и насоките од бугарската власт преку организирање на културно-просветни, спортски, црковни и други активности. Промената на српската со бугарската власт предизвикала повеќе љубопитност и исчекување отколку некое големо воодушевување. Новодојдените власти превземале мерки за собирање на оружјето и беровчани го осетиле на својот грб и економското ограбување преку реквизицијата, спроведување на мобилизацијата на младите беровци во бугарската војска, што не ги исполнило очекувањето на некои беровци кои очекувале поголеми благодети од таа власт, одошто од оние што ги почувствувале од србите. Во Берово, како и во другите краишта што биле под бугарска власт, се превземале акции за спроведување на политиката и насоките од бугарската власт преку организирање на културно-просветни, спортски, црковни и други активности. При есенското повлекување на германските воени единици од армиската група Е, од Грција преку комуникацијската линија Доиран, Струмица, Берово, Пекчево, Царево село, Кочан и Штип, настрадало и населението во Беровската околија поради превземените мерки од страна на главниот штаб. Испровоцирани германските војници по влегување во Берово како освета за пружениот отпор од страна на партизанските сили, почнале со претрес на куќите, со грабење на храна и делови од покукнината. Во градот и околијата се задржале околу 10 дена, при што стрелале 55 лица, меѓу кои најбројни биле жителите на Берово. Како ден на ослободување на Берово, до денес се обележува 23 август. На тој датум, 1944 година, 4-та македонска бригада
Претходно известена од Борис Двојаковски за бројот и распоредот на бугарските воени и полициски сили во Берово, влегува во градот. Денес во Берово една улица и детската градинка го носи името 23 август.